Наместо да го истураат на улица, сточарите од Делчевско најавуваат дека млекото ќе го подаруваат на случајни минувачи за време на протестот што го подготвуваат поради ниската откупна цена. Револтот кај производителите велат од ден на ден е се поголем, а поддршка за протестот добиваат и од сточари од други општини и населени места. Сточарите предупредуваат дека без конкретни мерки и подобри услови за работа, сточарството се соочува со сериозни предизвици. Посочуваат дека се повеќе млади луѓе, но и повозрасни над 50-та година ја напуштаат државата во потрага по подобар живот и по сигурна екзистенција. Протести ќе има точно, ќе излезнеме сите на протест, меѓутоа млекото нема да се фрла, да се расипа, млекото ќе биде поклонето на сите случајни минувачи кои што ќе се дел таму на протестот, кои што ќе чекаат да се пушти патот. Значи ние сме спремни, имаме поддршка од сточари од други општини, од други села да се излезе во сусрет, да има поддршка и државата да обрне внимание кон нас, бидејќи доста млади веќе заминуваат во странство и стари луѓе на 50 години заминуваат во странство. Крајно време и крајно решение е државата да го врати она што треба, да го поддржи земјоделецот, сточарот, бидејќи без храната сме никој и ништо, се потекнува од самата храна, од самото производство, земјоделството, ратарството. Сето тоа треба да се обрне внимание и самиот земјоделец да го поддржи. Сточарите велат дека ако не се најде решение, нема од што да се живее, бидејќи за многу семејства млекото им е единствена заработка. Ако продолжи вака, сточарите ќе мора да ги продадат стадата и да заминат надвор од државата. Крај во моментот и во ситуацијата која што се наоѓаме, ние сме подготвени доколку не се најде решение и средина во моментот за сите нас кои што семејствата, дел од семејствата, повеќето со производството на млеко кој што се занимаваат, тоа им е единствена екзистенција за нивните семејства. Доколку таа гранка се укине, производството на млеко, сите сточари ќе бидат приморани своите животни да ги продадат и да заминат во странство или да бараат некоја друга гранка. Меѓутоа, луѓе кои што се занимаваат повеќе од 20-30 години, како што се луѓето позади мене, што се занимаваат со таа дејност, веќе е потешко да се преориентираат на друг бизнис или да пронајдат друга работа. Инаку во следните 10 до 15 дена сточарите очекуваат конкретен одговор за цената на млекото, што како што велат ќе биде клучно за нивната понатамошна одлука и чекори.